зборуваме за ситуација кога тешко одимо крењето и при тоа имаме болка, а на крај успеаме да измокриме само 2-3 капки. Понекогаш може да се појави дури и крв во урината. Се појавува болка во долниот дел на стомакот, обично над срамната коска. Во однос на температурата, ретко има значајно повишена телесна температура, може би до 37,5. Доколку се појават високи температури над 38,5, тоа може да е сигнал дека инфекцијата се проширила и во горните делови на уринарниот тракт и тоа е сериозен аларм за лекарска помош. Макар што би советувал при било кој од веќе споменатите симптоми, затоа што тие не се баш неприметни. Значајни се, болката ќе биде силна. Може да не спречи во вршење на работните па и домашните активности 2-3 дена сигурно. После тоа, доколку ние успееме да го прочистиме уринарниот тракт, да ги физички кажано измокриме овие бактерии, проблемот може и да помине. За недела дена ние може да бидеме добри. Меѓутоа, останува ризик од повторување на овие инфекции, кои што може да бидат потешки и потешки како што одминува времето и да се прошират кон бубрезите, кои што рековме е животно загрозувачка состојба. Особено не смееме да игнорираме цистити во бременоста, каде што, меѓу другото, треба да се грижиме и за плодот, односно за новиот организам. Нетретирани инфекции во бременоста може да бидат опасни по здравието и на мајката и на детето, може да предизвикуваат пукање на плодовите обвивки, предвремено пораѓање, па дури и ако дојде до породување, да има детето ниска родилна тежина и бројни понатака проблеми во текот на животот. Така да, пораката од овој дел е немојте да ги игнорирате симптомите, јавете се на лекар или преземете соодветни не ја трпете ни болката, ни